нашата национална стратегија е под капата на Министерството за здравство. И може би поради тоа пред се е фокусирана нели на тој здравствен дел во однос на справување и со самата епидемија. За да се креира една соопфатна програма, треба да размислуваме за можеби креирање една сеопфатна стратегија помеѓу различните министерства кои што имаат улога во адресирање на овие структурни фактори кои што би ги секој во својот домен би финансирал делови од една програма. Меѓутоа, тоа би била една програма која што би ги адресирала различните сегменти. Воспоставување на механизам за вклучување на заедницата, тука мислам дека нашата земја има направено напредок во однос на веќе постои искуство на вклучување на заедниците во и консултирање на заедниците во носењето на одлуки и мислам дека комисијата за ХИВ е единствена комисија под капата на Министерството за здравство, каде што членови на заедниците, на засегнатите заедници се вклучени во самата комисија, во другите комисии кои што постојат, ова не е случај, така да ова е чекор напред и мислам дека е значајно постигнување во однос на сето ова што го работиме во изминатите години. Тоа што недостасува и на кој што веќе е започнато да се работи е воспоставување на одржлив механизам за вклучување на заедниците во носењето на политики, кој што нема да биде зависен од политичката волја и кој што ќе биде вграден во самата дали регулатива или легислатива кој што ќе овозможува граѓанските организации и самите заедници кои што се засегнати да бидат автоматски вклучени во тие процеси на носење на одлуки. Понатаму важно е да се препознаат специфичностите на клучните популации. Тука се мисли на субгрупите во рамки на самата заедница. Значи имаме трансродови сексуални работници, имаме сексуални работници кои што инјектираат дрога, имаме сексуални работници што имаат секс со мажи. Моментално во начинот како е структурирана оваа програма, воглавно се таргетирани клучните популации по клучни популации, нели имаме дел за мажи што имаат секс со мажи, имаме дел за сексуални работници и така натаму. Меѓутоа е важно во периодот кој што следува да почне да се размислува дека сите овие субпопулации имаат своји специфики кои што важно да се таргетираат, особено ако сакаме да создадеме услуги кои што одговараат на потребите на секој поединец поединечно.